секогаш била родилка на големи и амбициозни умови во сите сфери на општествениот и културниот живот. Осврнувајќи се посебно на драмскиот живот, кој има традиција од околу 110 години, нашиот град посебно се истакнува со познатите драматурзи Ристо Крле, Крсте Чачански, Димитри Кочо, Петар Аврамовски и многу други. Но, вечерва, токму вие ја имате можноста да ја проследите драмата на уште еден драматург и писател, Аспарух Поповски. Оваа приказна, што сега ќе ја видите, била вистинита и се случила одамна во нашиот крај. Газам на оваа пина повеќе од 7 години и морам да признам дека ми беше од особена чест и задоволство, како мене, така и на сите други членови на драмското студио Миладин, напорно да работиме на неговата драма и да ја изведиме вечерва во негова чест. Па шо размислувам вака? Шо му да им се случи тогаш, кога се... Кое? Јас сум жена, јас сум. Да, шо пати? Добро, те најдов на добро. А што, гледам децата, се уште не се дојден, ја? Не. Ама добро, секој момент треба да пристигна. Да. Ти кај беше? Ме кладе помират. Ретко кога задецвиш вака. Жена по жена, одма, ти кај беше? Па најверојатно имав некоја работа, па затоа и се задржав. А децата, сигурно сега со матурите се зафатени, па уче, трче и така. Туку јас размислив беше друго жено. Шо? Многу ми е тешко и криво ми е, зошто немаме финансиски средства да ги пушчавме децата некако понатака на школување. И мене ми е тешко престојане. Ама добро, тие че си имат парче лепи со средна школа. А ние, како шо рекол народот, пушти си ги нозете, ама колку што ти е долга чергата. Богу го рече то, пушти си ги нозете, колку што ти е долга чергата. Сега си го носи децата. Да. Добар ден. Ете се, Ертина, тато, рудали тие. Како што колегате на училиште, руда. Пак мајка ви, колку се излупваш, стојане децата ги има да не имам нешто случајно. Ние зашто касните? Класниот наш професорот Петре не задржа сите од класот. Поразговаравме за тоа дали и кој што ќе продолжи да учи по завршувањето на средното училиште. Да, класниот посебно се интересираше за нас. Сме биле одлични. На просекот што вели тој. Тоа свати на мајка, ама Не, тие чеки, не бързай одма. Ко бе праша професорот? Вие што му рековте на тоа? Што да му речеме, бре татко. Му рековме, одили сме во можност понатака да го продолжиме школувањето и дека тоа не зависи од нас. Тој шо рече на тоа? Ништо. Ништо не велеше. И како ништо? Само ја мрдаче глава. Добро, ајде, оставите гиташите, спремете се. Ајде, касно. Ајде. Ајде, ставаме се. Да не ја почнеш театера, а знаеш дека не можеме да ги пуштиме понатака. Ќе поможи Господ некако. Ајде. Ево ги, готови сте? Готови сме, мамо, готови. Ајде. Нема ли
Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, Ти благодариме што ни даваш од Твоите земни блага да се најадиме и да се напиеме. И Ти се молиме, Господи, помогни ни ако можеш, а знаеме дека можеш, децава некако да ги школуваме повеќе од ова што може. Ајде, на здравје. Амин. Какво мислиш, Јована? Ке ни помогне ли Господ? Јас, сестро, од секогаш сум верувала во милоста Божја. Ајде, деца, сега ајде доста, ајде, јајте. Јајме, мамо, јајме. Јајме, мамо, јајме. Само зборвите цело време. Кажете нешто, мајка ви види што убо јадење направи? Да, многу. Па свете, ако некогаш како кога да се научите и вие, че се мажите. На вистина, жено, многу убо јадење. Јас се најадам. Ајде. Фала. Сега кој да биде? Ова е некој пријател наручек, стигла и поправи. А види черко кој е. О, професоре, колку ми израдувавте, повелете ме, зашто? Класниот. Што? Може ли да влезам? Аман, професоре, што муа бе тој? Али може да влезам? Сигурно дека може. Ајде. Јас само што заврших со моето јадење, Аха. реков на жена ми, ке појдам до Пестојана на кафе. А да се земел при низе? Да. Имаше работа на до следниот пат ќе ја доведам. Ето, ај победи се. Ајде. Почасти го професора прима. Ти свариха. А, видите? Ајде, так. А, професоре? Да? А какво го пиете тамо? Следно нека Еднаш ке Средно. Уште еднушка добре дојде професор и ај сега кажи која арно те донесе овдека, а? Оле кафе страна. Секој ти раскажам. Повелите, професоре. Сигурно не е само заради кафето, а? Гаскале, кажи отворено. Дали ме тоби некоја бида направи? Видео. Немој да не срамиш. Да. Па вашите деца немаат никаква белја направено. Така. Камо среќа сите да беа како нив. Да. Па во школото немаше да има слаби ученици. Така е, златнина, тато. Добро да, ајде, кажи ми сега, зашто дојде? Кажам што. А, Да. Јас сакам со тебе. Со твојата домаќинка да направам еден вах муава. Мувашка со твоите деца. За нивното школување понатаму. Абе, Петре, не знам как да ти речам. Ти самиот гледаш како е дережеш ме дојде. Ама немаме, бре, Петре, одошо, како? Многу ни е заскај. Ама истина немаме откаде. Ние из ова школување досега едва и победевме. Си го имаме само ова трошно кучарче. Ама заради сето тоа решив ја да ми помогнам. Ако даде Бог, па работа е вашите деца да ме завршат по голема школа, со нивната бистрина, кога се нададени од Бога за учење. Така е, Петре, знам дека е така. Ама ајде, и да се согласиме, да ги пуштиме. Така, но? А како? Со ошто? Јас имам една идеја, Стојане. Идеја? Да. Ајде да ја чуеме, што идеја? Еве вака. А, Јас уште утре сум со ние аха. да му пишам писмо на министерот за образование. Петре, ама не прајмува бе сега што си дома си. Стојане, дослушај ме. А, Вака. Јас него ќе го замолам така. на твоите деца Аха. да им додели државна стипендија. Леле, ама надо, тоа е голема работа, Мурика. Голема е Стојане, Петре. ама твоите деца го заслужуваат. Така е, да се. Заслужбе, а? Секако, јас него ќе му кажам дека се тие први во школото, дека се капацитет учењето, за да сепа. Јас прво сакам да чујам нивите. Што мислат тие за тоа? Аха, да, убо е, и да чујаме. Ај, черки мој, ајде се, кажете му на Гаскалов, што мислите? Ама ајде деца, кажете. Ние се согласуваме да го продолжиме школувањето понатака, само... Ама што само? Се гледа дека децава се одложа, добро воспитани. Па тогаш да не слушнам и вас двајца. Како што ќе кажеш, Гаскале, така нека биде. Децава мој си го име нашиот благослов. Надо, ти се согласиш? Согласувам. Па и мене ништо не ми преостани досем и ја да се согласа. Хајде, да се донеси кој на минута да мамниме со... Јас морам да одам, задно што треба да започнам со активностите. Ама не ставиш ме ни за везе?
Ама надо следниот паш формулирам, ке ставиш имезе и сешто е потоа. Ама, слушай, те държи ме за збор. Следниот пат нема да избегаш. Да, бе, държи не Ајде. за поста. Ета. Останете со здравје. Ајде да видиш, ајде. Со здравје. И јавјај ми, професоре Шебини. Да, секако. Славен тој. Многу убав овој професор, да? Деца, кажите, да сте задоволни со обучението? И много сме благодарни. Власт ми на тато. Бидете сигурни дека нема да ве посрамуваме. Не, сигурно. И Господ да ни е рами. Господа ми го отвори пътя. Ей, Станувај, Стојане! ебе. Сонцето одамна уграло, ти се уште дечиш. Шуј сега, тебе гајде да има се писано никој големо гајде, мака че мислиш. Големо жичо, големо гајле. Шо? Не гледаш и самата? Месец дена помина од кога дојде професорон. Добро утро. Еве се деца. Ојде на школа, ајде земете нешто за закасвање и ојде. Не треба мамо, че касно требало. Ама сега зошто му јајте овде? Ама мамо, за да оцените сме. Но ја, да ти си ставивме нешто страшно. Добро, да. Ајде, Неко. добро, Имајте убав ден, Господа е тука. Сега ти кажем. Каква не ми изготвеше? Абе, за какво га е жено? Ти реко, месец дена помина од кога дојде професор. И еве, не дојдем ни ам, ни абер немат направено. Шо бидна? Би, не би. Не знам ја, кој сака со сирома човек да се рада? Ани, греши си ја душата. Мене даскалот не ми стои дека нече се. Ако беше таков, што од прва немаше да дојде да ни понуди помош. Добро, може да си го право. И ја почепак избрзва со устава. Тоа сакав и ја да речам, децава наши не се пак единствени што поднесоа барање за стипендија. Така е, без тоа. Да? До да се прегледат сите Има и други поднесено. Така. Па не сме фрлале со камења по Бога. Така е. Велики Мито. И тој ќе се смилува сега и ќе ни помогне. Ќе се смилува, да знаете ќе се смилува. Знаеш што, ќе појда ја да цепна некој дрво да ми се најд за потпага, а ти, ако сакаш, свари ми едно кафе и ај нешто така да подкасне, ако сакаш, а? Добро? Ај. Кој ме се чепи со нашите деца? Видите, че си мисле да се работи од нашето. Кој е? Доаѓам. Леле, даскали, само че зборите со Стојан за тебе. Добар ден, не Надо, си. добар ден. Стојан, кај Стојан? Отиде тој до заклучи да цепни некој дрво. Ја одма ќе го видам. Стојане! Еј! Видај како дојде даскалот. Даскало! Даскалот! Одма ида! Надо, Стојан, се овде ќе си наприемува. Јована и Ивана се уште не се вратили од училиште. Јас имам помалку часот, па затоа си дојдов порано. За брзо и тие ќе тасат кај да е. Значи ми носиш тие сега. Па сега да се стан таа работа. Много и закасно. Викни уште затоа што ти започнеш часот. Бре, професоре, стигна, а? Се расправя патишката. Сигурно носиш некој убај вести. Сега Стојане, Чекай, не, овај па нема да избега. Мадо, донеси чашиње, прво да мавниме по една со професорот, а после ќе кажи што има за кашни. Нема и така. си Стојан на зборот, Нема. си Стојан на зборот. Надо, Па и? стави кафе, само овој пат нека благо. Замуавајте да не е благ со Стојан. Слушна на долу, чи бара благо, значи, и
Maderot je udar. Aj, Kušemiška, dobre dojde i kaži mi сега, що би на работата. Стояне. Денеска, Стаса писмо на Министерството за образование. Стаса Велича? И това писмо нас ни известува на Јована и Ивана. Така? Им се одобрува државна стипендија. Господе, голем си, Господе. Само чекајте, има уште нешто. Що сега? Тие, како ќе заврша со своето школување. Тие Еве, деца. Стигнате. Еве, професорот донесе многу хубав абест. Стигнало писмото. Добро е што дојду и децава, па заедно размислите. Еве го и писмото. Се прифаќа обменото барање на именуваните Јована и Ивана за доделување државна стипендија. Треба да се исполни само еден услов. Тоа. Стипендирантите по завршувањето на своите студии должни се 5 години да бидат во служба за потребите на државата, онаму каде што има потреба, а после тоа се слободни да одат каде што сакаат. Како што разбрав, треба 5 години да учиме. Де пет, що сега? Толку требаше. Да, ще 5 години се работиме за потребите на държавата. Така. Ами, мама и тато. Шо мама и тато, шо мама и тато. Шо се 10 години да дадат? Одма се помогли. А ние, кога ще видиме от това, кога ще се зарадуваме с внуци. Надо не кукај. Само ними нека им е уго. Тоа што велите деца? Сепак мислиме дека мама и тато... О, мама и тато. А уво ја да обидава, кој ќе се мъжите. А? Ако се испадни приликата подалеку од местово наше, кој ќе не гледат кога. А вие ќе пишите, ќе идате и така. Секако дека ќе е така, тато. Ами како? Ти нема много да се секираш. Нашата собразност и благословица го имате. Имајте вие и нам заборчајте што ви стана према државата. Зато, уво глада Господ ќе да Ами. Не кукај, поđe. Ајде, чему да мами не ни ушо поје? Горе ти ќе, а? Надо, ја ќе ги пресите душо од наесен, останвиме сами. Сами стоја, не сами. Сами. Ама како што рече, на децата нека им е уго. Стоја, секи е помни. Сега можда одсекте на четвртот малце си ми би тешко, додека не свикнете. А после ќе ви многу драго што вашите деца напреднале, така ли е Стоја? Ама, сигурно да ќе така? Ајде да прави. Ајде да се поздравиме, што драје да си ојте. Сега, како ќе испади? Ајде, уба јавери да ни пушате и Пишите што почесте, пишите. да пишите да не се секират мајка ви. И што ви вели тата сега, умот го глата и книгата пред вас. Добро? Да не срамите. Така, и пишите, јавјајте се. Че. Надо, што се избуната овде? Клај веча ши со вода овде. Ајде. Збуната. Ево, дојде време да ги испратиме децава. Да си го направиме ние јадето. Да, оставите. Ајде сега. Ето на чак још Ивана, Јована другава. И заедно ќе си речете. Како што ти
hvala taka da mi teči pečanje. Tak. Sudesno dalo, sudesno. Je tako. Hvala taka da mi teči ti učenje. Amin. Ajde se zdravi dole. Ajde, zlatno mi je tako. Tak, pišite, ej. Pišite. Aha, što pišite? Ete na dobro. Ete. Pišano živo, da ostanime sami. Ajde, Stojane, gajde. Кажете им, вие треба да се радувате, Стојане, да бидете горди родители. Така. Затоа што имате паметни и умни деца. Така е. Се надеваме дека ќе биде гордост на фамилијата. Да. Стојане, јас сега морам да дам затоа што се ги започне часот. Ти пододмори малку и немој да се секира за ништо. Не. Ајде, останете со здравје. Добре, здравје. И Петре, и Виница, ти појќе ќе контактираш со децата. Ја не се жени, така? Се ќе ти известам те. Ајде, остани со здравје. Ajmo si reče domaćine, ostanavme sami u kugala. Oj, da ti stižeš dalje će si gi vidime deca. Господ е голем жена. Ќе ги видиме никако. Само тие нека стигнат таму за каде што ги мислеле. Добре, Стази, како битка да ми остана во душевот како си замина. А што мислиш, мене лесно ми е? Чукај, дај да си го мамиме носно нешто. Ќе појда ја Иванине да ги нарана, ти пати некоја работа женска тука, испити, ајде. Нека. Ајде. Преслава мајка Богородица, помоги ни за нашите деца, а нас подај ни здравје. Nano, Stojane! Ja sam zločin pjela. Ajde, Anna, pomeni prenos. Здраве, Наде. Ти ми изгледаш погледено усито. Добра си, добра. Децата, имате ли апелуки? Какви са? Имаме автономија. Кога стигна, пише дека стигнале. Ама тогаш се не мојот јавен. Само нека си живи и здрави, Надо. Господ да ви варне и добри абеди да си слушате. Фала ти, Антона, фала ти. Арна, мамо ми сестро, ми некако да ми остана по душевот како си замина. Не било лично да се задвижиш од децата. Знам, море сестрото не е лесно. Ами ти не си ни първа, ни последна. За да стегни заби и търпи. Туку половијата на почетки се извинјава за бора. Хвала и айде още еднъж. Да им се живи и здрави родителите. Господ да им дай сила. Дошла кучинката. Добре дојдал. Добро ве найдох, Стоян. Како си? Добра е, бе, дојдох да ме вида. Хубаво си направи. Треба ли нещо? Не мора да ме слушаме. Добре. Туку, надам, кажи дека децата уште не ви се јавени. Не се што да правиме, не се јавени. Ама не е тоа проблем. Мене појќе ме секират нада, ам све си клават на срце. Се нервират. Престојане, тебе како све исто да ти е. А знам дека и ти се секираш. Се секирам, ами на се секирам. А што фајде од тоа? Престојане, албрано. Мене ми е све потешко и потешко. А луѓето да ќе да не сетат од мене. Ама, море сестро, не земај си се надуша, токи ќе ви се јава. А муко ти вели таотана. Што се нервираш? Што си клаваш се на срце? Ама, Годинадо, држи се, Годинадо. Немој да те уздри некоја дамна потребно ќе праја дете. Простете, но морам да ви речам. Сега сте сами. Да. Давайте си појче дајде Ама, бидем надо. Ај, останете со здравје, јас сега се одам и ако ви треба нешто викнете. Добро. Седи, ја ќе да испратам. Ајде, пријатно. Ајде. Што здраве да си Пријатно, очакано? Стојане. И навршај така. Добро, добро, Стојане. Ајде, Надо. Ајде, подлегни си, малку, подмори се.
Помоли се първо на майка Богородица. Любов. Айде. Да. Тъй напиша я, ако не пише ти. Мили мои деца, тешко ми е да ви кажам, но морам да ве известам дека мајка ви почна да се болет. Сакани мои родители, ве разбираме во каква состојба сте, но за доаѓање не станува збор, бидејќи ние имаме премногу за учење. Ако не можете да дојдете, барем јавувајте се почесто, да не се секират мајка ви, бидејќи се си клават на срце. Мил татко, многу ни е тешко што мама се разбалува. Гледај, превземај се што треба за да биде подобро. Надо што е жота. Аман мој, што ти е? Ева. Аман. Елена, надо ми стачи, надо. Седни надо. Така. Ја веќе ќе претапша во Петрета. Тој имал другар доктор да го викне, ќе ја викна прво Алтана за да не си сама и он ода. Алтано! Ајде мора сега згодни дома, а он на нада не се. Веднаш! Ја ода во Петрета. Надо мори, ја исплаши стоен шотие. Веднаш ќе ти направам работа, ти убивам. Ајде, Надо, ти спија водата. Му јавиш. Одма вече одам по доктор. Надо душо издаш. Се моля на. Како се ќе биде? Децата не му да ги оставам. Шо морате кој се децата? Стојане, Ајде. Ке е докторот? Докторот имаш операција, не чека во болница, ма што е на нада? Што ми не знам. Ја го би осеќам на секаде. Ама не повеќе во душа. Јас нада ќе одесам во болница, што брза помош, а ти гледај дојди таму. Ајде. Ајде, Надо, што дојде од болница, веднаш ќе ти биде поарно, и да не се плашиш. Стојане, ти гледај дојди. Алтано, те моля, ако сакаш, остани да не е сама кујчава, тука се вратиме ние. Нај самата то ќе ти го предложи. Ти само ајде побрзо, јас ќе направиш утре. Ајде, се, шо дојди. Смири се, треба да ти кажам. Шо да се смира се, нели преди нада да ја носиме болницата? Нада твоја Шо нада му? не издржа ни до болница. Шо значи тоа, бе? Почина, Стојане. Како почина, бе? Ама смири се, Стојане. Нема ти тоа да преди, како? Да. Ама те, Петре, па не ли да премалко беше уна од овие? Беше, Стојане, ама душевната болка преовлада пред секоја друга. Ти не давај се, биди маш, стегни заби сега. Однадо, моја сучетна јас сак. Не се килај се, Стојане, ние сме тука, не те оставаме сам. Така е, не плачи, Стојане, нада твоја замина во рајот, стегни заби. Кажи, Стојане. Петре, ти се моля, јави на децата, дека мајка им. Секако, Стојане, секако. Без да ми речеше, јас ќе го направам това. Драги мои ученици, морам јас, наместо таткови, да ви соопштам дека вашата мајка ја прости Господ. Веста што ја добив од тебе, професоре, многу не потресе. Не можеме да сватиме како толку на брзина мама замина. И ние се чудиме, но мислиме дека тагата по вас преовлада. Да ви известам дека утре ќе биде закупот, па добро би било да направите напор да дојдете. Професоре, многу добро разбираме и за маката на татко ни и за целата ситуација, но со голема тага мораме да ви кажеме дека не можеме да присуствуваме на погребот.
zapravo. Prijatelje, izvini vaga što Nima problem, prijatelj. kaži mi, što se dođe tvoja oka i kukaj, da? Abe, prijatelje, imali položu od toga, da svojite deca, ne može da im obezbediš. Jedan pokrik ga je bala. Nema, istina nema. Ne sakam tebe da me zamaram sa mojim izbom. Ne, neka me zamaraš, ja sam još se prašla, već, ako može, nekako da ti pomože. Pa da ti kažem togaš. Križov život mi ostav od mene, Gospod. Ja sam, ušte kako manjić, ušte kako dete, si ostanao bez moja ta majka. Oči na kutra, to teška bolest. Bog da je duša. Tamam si se oženio, si sozdao familija. Eto, živ. Tabar i tad očinja. Deska da mu je zemlja. Site pari što ima v sobrani, otam, site pari meni mi ojde, i svega me prijatelj, svega ostana sam na ulica, so ženami i so dvete deca. Ne znam kade da odim, ne znam što da davam, prijatelj. Da, teško je, to je teška situacija koja da vam. Dobro, kako je to da ostaniš bez krov nad glavom? A mi tam, nešto stanova, žena, so dvete deca, pokućata, si dođen od gazda. I novi od gazda, nas ne ispali, i svega, prijatelj, svega, ostala plezami, kako ti rekao, ne znaj me kaj da odim, saj nešto napravim. Velikim će se naći neko je rešenje. Kad se vidi da će... Ja znam će se vidim, dobro. A ste povedite, prijatelje? Stojan. I ja lično kako tebe žive. Od neodavne imene ženata mi umre, decata pred to zamina na školuvanje vo stranstvo i ostanat sam. Znam kako je da se izgubiš tekoj bliže, no znam tvoja jasna ubav. Prijatelje, svega kako što ti rekao, tako je. Ostanak na ulica i ne znam kade da odam. Ne znam što da pravam, prijatelje. Prijatelje, slušate li? Kako ne te slušam, razmislila o problemu toj. I Nomče беше, така? Види Номче. Денешниот ден за тебе ми се чини дека е најсреќниот ден во животот. Вака, реков дека јас сум сам и живеам во мојата куќа. Така? Сега, ти фино, ќе ја земиш жена и двете деца. Ти ќе се селиш кај мене во куќата. Ќе најдеме чај и забави и ќе се
ден, повелете. Посета сте кај некој нов струпе. Досја не ве има видено во домов. Нов сум, пријателке. Од сега парадато и јас ќе престојувам во домов и почесто ќе се гледаме ако и ти престојуваш тука. Како ви беше името? Името ми е Вера. И умре мојот маж. Морав овде да се сместам. Бог да му душа прости. А ти, кој си? Кај си? Шома като те накара да дойдеш овде? Тажна и долга е мојата приказка, пријателке. Од неодамна си останав без домајчинката, ме напушти, умре. Пред тоа децата си замина во странство. Проблемот е во тоа што ниту пише, ниту се јавие. Инаку, Стојан сум јас. Иста или слична судбина сме имале Стојане? Навистина. Да. Да те прашам. Да? Кој ќе ги сноси твоите трошкови овде во дома? Јас сам ќе си ги сносам. Ти докажам, по умре жена ми и јас попаднав во големи боџови. И не знаев како да ги вратам, немав од каде и морав да заминам пространство на печалба. Па така, тамо си обезбедив една убава пензија и сега убавам. Ама проблемот е во тоа, децата, ето, отко замина. Јаве, ниту се јавија, ниту пише, И ниту... кај мене истата ситуација? Ајде! Да. И ја имам двајца синови. Да се живи и здрави. Отко со дете си замина Австралија. Куќата ја продадоа. Мене овде ме сместија. Инаку трошковите тие ги сносят. Ама немам никаков. Ни јас, ни јадо. Златнима дедо, убај Много тие. ме саслушате. Сакаме повеќе да сме со тебе. Знам, златнима дедо и јас се радувам со вас. Здраво, Цвето, здраво. Ау, Вера, заборави. Цвета, науче, ова е Вера, мојата нова пријателка од домов овде. Да вистина ми е мила. Вера, овие се тие луѓето што ти кажуваш што им е дадо куќата. Чичко Стојане, кога сме веќе со бабето кај куќата, ние сакаме сега пак да те замолиме. А рете на тебе, ти нас да не послушаш ова. Хајде. Многу саке децава, да дојш ке нас, со нас да живееш, Чичко Стојане. Многу те саке дечињава наши. Навистина, Стојане, па добро би било да припатиш нашиот предлог. Навистина, Достан, дојди си кај во твојата куќа. Да си ќе знаме, че живееме и че се радуваме, нели? Добро, деца, знам дека ќе се радувате и јас се радвам со вас, само, како да ви кажа, многу се плаша од пусто зближвење. Зашто да се плашите? Нема причина за тоа. Навистина, Чичко Стојане, па зошто? Сега, како и да е, сепак куќата пак си е твоја. Ние, Чичко Стојане, каде сме четири, па можеме да бидеме и две. Не е проблем тоа за нас. Дедо ми се радвам. Свој вака не би се радвали како вие со вашиот дедо. Алал да и биде на таа мајка ше ме дојла. Ами, детко, ние до Стојана си го сметаме за свој. Точно така. Ние немаме дедо, ни помалку, ни потако. Тој ни е дедо и ние само за него знаеме. Да, па тој ни помага нас во школувањето. Не само школувањето, туку во се друго. Нели, мамо, така? Гледај сега, Чичко Стојане, ова ти велиме. Ти да си размислиш и да си го прифатиш нашиот предлог. Ами дојди си, Чичко Стојане, тајна. Живеј со нас. Навистина, Стојане, па дојди се веќе да дојдеш да живееш со нас. Те молиме. Стојане, ја не знам зашто сте се мислиш. Ако бев ја на твоје место и че се еднота. Добро, деца, ако сакате, најпоснате да ме разтажните. Ајде да сјојте сега, да се одмори дедо малку. Ево, ја ви обечава дека ќе размисля. Ама, Стојане, ние се надеваме дека ти ќе донесеш одлука која ќе не радува на сите. Пријатно. Стојане,
да ме викат. Ова е постојано кој ќе дојдат да ме посетат. Дојди па дојди. И сега на вистина не знам што да правам. Најверојатно ќе морам да одлучам дали да одам или да не одам. Само знаеш што? Ти многу молиш да ми помогнеш во носењето на таа одлука. Сега постојане, ти стоја на располагање, ти што мислиш дека може да ти помогнам? Можеш, Вера. Ако ти се согласиш и јас ще се согласам. Ќе го сакаме како да лаш татко. Да, така е. Тоа што го кажувате. Ајде сега, време е да јадеме и... Ајде, оде. Цвето, цвето. Што ќе правиме? Зимата е на прагот, а ние дрва се уште немаме обезбедено. А не знам, векува и не знам дури ни од каде ќе обезбедим. Да, ќе го решиме. Ама како ќе го решиме овој проблем? Деца, ајде што чекате, ајде се дувајте. Ајде да јадеме. Чочки си ги се за палкото. Ајде се дувајте се. Брате, што е ово писмо? Да нам некоја девојка. Не бре, брат, девојка се уште нема. Добро сега, имам симпатија. Оде прилично да го дај да видам. Што е ова? Чекајте. Сте има една брза пари. Да, пари се ова. Но внатре има и некакво писмовче. Сега да видим. Драги мои, немој да се изненадите и чудите. Париво ви ги испраќам јас Стоја, за да се обезбедите со огрев за зимскиот период, а и за се друго што им е потребно. Моите многу сакани, Колчо и Стефан. Ете, гледаш дека Господ е семоќен и ми го реши проблемот. Слава му нему и големо фала до Стојана. Ама а што мислиш ти? Нели е по-добро ние сега да одиме лично кај до Стојана? Ама, барем така ќе му се заботим, хариме за се. А и тој се надам дека ќе биде среќен што ќе не види. Ајде ја пробам, ајде видите, ајде. Дева Стојане! Треба, радувајте се. Епа, свето наумче, ете јас одлучив да дојдеме да живееме заедно, се разбира ако не примите. Ама, не сум веќе сам. Јас имам нова супатничка во животот. Нас ќе ни треби само една соба и вербите нема да ни пречиме во ништо. Тато, како се тој збор, па не ни пречиме ние. Не, нема да ни пречите. Ние ќе бидеме посетни со вас. Кога веќе ги немаме своите. Од сега па натаму вие ќе бидете наши. Било ми ако е така. Ајде се сега, земете торбата, однесете. Ајде, деца. Вие чешко Стојане, поведете, седнете, тирка Вера и вие, поведете се. Колку е убаво повторно во својот дом. Ајде, добре дојде. Благодарам, за да ни е блага работата. Чичко Стојане, се е ова во ред. Колку ни е било што се вратите. Само сега ќе се спомнам за нешто. Што е бре то? Чичко Стојане, ајде, лико да си го земиш ласите. Наумче, шумува бете тој сега. Плико да си го заиш назад. Јас пликот со парите го испратив за вас, да ви се најдет за зимата да купите огрев. И се разбира за други потреби што треба во домаќинство. Ти не се кигај се, ја имам уште на банка пари од печалбата. Друго ќе заборавам да ви кажам. Со Вера
пред да одлучиме да дојдеме да живееме со вас, се договоривме вака. Од сега па натаму, вие двајца ќе ги водите сите работи што требите околу куќава. Се разбира, че кажувате, што треби заеднички да одлучиме. Нели така беше, бе? Ете, така, тоа е условот ако се станеме да живееме заедно. Еми, Чичко Стојане, чим така сте решили, еми сега така нека биде. Така. Ви пишувам и се чудам, зошто толку се оддалечивте, па не ми одговоривте на писмото. Тоа не е толку загрижувачко, колку што е она, што не му се имате јавено на вашиот татко, ниту прашувате како е и што станува со него. Почитуван професор, за се што овде постигнавме е заслуга ваша. Зафатеноста не можеше да ни дозволи да ги правиме тие работи. Сепак, мислев дека и покрај се ќе најдете време за вашите родители, сега за вашиот татко, но вие... Професоре, ние сега сме мажени и имаме дечки. Значи обврските со школувањето завршија, но ми се наметнаа други. Да ве известам дека вашиот татко, не можејќи сам да се бори со староста, зеде своја сопатничка, која ќе му пружи помош во се што му е потребно. И покрај се, мислиме дека нашиот татко не требало да гази на честа од нашата мајка. После понуденото што ви беше да дојдете, да живеете со него или да го земете таму, одговорот ваш беше: мажите наши не се согласуваа со тоа и рекоа: ни пари, ни стари. Да, сето тоа е така. Поинаку не можеше да биде. Сепак, ќе направиме напори да дојдеме, ако имаме можност. Вера, навистина се треби многу да му се заблагодариме на Господ, што еве ни подари ново семејство, со кое сме многу среќни и радосни. Знаете, дедо, многу те сакаме и никој да не се разделиме. Брате, ајде, остави јас малку да се порадувам со дедо. И јас вас не сакам, деца, но за разделбата не можеме да одлучиме ни вие, ни јас. Стефане, ајде, не го можам да се дубате на дедо ви, па оставете го човекот да се одмори малку. Немој, Нестор, не ми досадве тие ме одржат во живот, туку, како да реча, од сега па натаму, треба малку и Вера да ја сакате, таа е нивна баба. Ние се ја сакаме. Ама, Веро, па ти не мислиш, ти добро знаеш дека ние тебе не сакаме. Златнина баба, да ви гушна ваша девочка мојка. Секогаш, мамо, дедо, рачунајте ми се своји. Деца, ама ајде, сега на вистина беше доста. Не оставете, иде малку баба и дедо да се отморат. Ајде, деца, одете вие. Вера, убаво е дома, убав е домашниот амбиент. Вистина е убаво. Ма не можеш, немој да го здивнуваш. Така ни било пишано сега. Да живееме со други, чим ги немаме нашите. Остави Стојане, немој да ме подсетвиш на тие работи. Фатија реалност онакво каква што е и радви му се на животот. Така е, само сепак и покрај тоа е колку да сме среќни и радосни. Сепак, Веро, ќе ти избега думовна пусто твое родено. Не, че помислиме Стојане, никој во тоа не спречи. Ја би рекла, само ним неки ми е убаво. Нека им е, Веро. Само и то не го знаеме дали им е добро. Затоа што ниту пише, ниту се... Стојане, шо ти Стојане? Нешто како да ми Ама, помина помилица му да не мисли. Стојане! Стојане, Стојане! Леле, свето научи, свето да не се добре, нешто се Стојане се случи! Стојане! Шо е моите?
Со голема тага и болка морам да ви известам дека вашиот татко не напушти. Неговото срце не издржа да се радува со туѓи внуци, а не со своите. Таквите работи, професоре, на сите ќе не стигнат. На кого порано, на кого подоцна. Сакам уште ова да ви го кажам, дека утре ќе биде погребот, па размислете. Професоре, колку да размислуваме, не можеме да дојдеме на погребот. Но ќе се потрудиме во скоро време да дојдеме. Тато, мамо, дајте ми непознати жени се на врата. Сега, ќе видим. Да, повелете, кажете, кој ви треба вас? Ние сме Ивана и Јована. Но ние би ве прашале што барате вие тука. Ајде, повелете, влезете. Ивана, Јована, конечно пристигнате. Вие да сте живи. А на мајка ви и татко ви Бог да им душа прости. Значи, ова се децата од стара наука. Да, ние се. Живо пиесно ви гледам. Јас сум Цвета, а ова е мој маж Науча. А тоа таму се нашите деца, кои што ги сретам. Ајде, повелете, влезете. Не, ви благодариме. Сместени сме во градот, во хотел. Но пред да се одиме, сакаме да знаеме што правите вие тука. Но Ивана, какво е тоа прашање? Оставите твалтана, навистина сакаме да знаеме што прават. Додека беше жив Стојан, вашиот татко, тој нас ни дозволи да живееме овде, а тој, бидејќи беше многу тажен, си замина во домот за старци. Иако тоа ние не го сакавме, сепак, после наше долго убедување да дојде овде и да живее со нас и да им се радува на децата, како да се негови, бидејќи неговите деца никогаш не ни го побараа, а ово овде е господјата Вера, со која сакаше тој преостанатото време да го помине овде заедно со нас, како да сме негово семејство. Добар ден. Добар ден. Сето тоа го разбира. Но сега гледате дека тој има своје семејство, а тоа сме ние. Нашите мажи и деца не можеа да дојдат. Да, кога веќе знаете, сакаме да ви соопштиме дека ние одлучивме куќава и се друго останато да продадеме. А вие во најскоро време да ја напуштате. Ивана, Јована, немојте така, теткини, па тие му беа настојана како семејство и во најголемите маки тие му пружеа помош како народен татко. За тоа ништо не интересира. Ама, чекајте, застанете. Најзапознат со ова е вашиот професор Петре. Деца, појдете, повикајте го професорот Петре, само бидете брз. Ајде, додека го чекаме професорот, ќе ви свариме по едно кафе за душа од татка ви. Ајде, седнете си. Повелете да е. Добар ден, Намче. Добар ден, професоре, добре. Јована, Ивана. Добар ден. Мило ми е што не Добар ден. Многу ми е жал што ова мораш да заврши вака. Ни една работа, професоре, не треба да биде тешка и тажна, кога знаеш како ќе заврши. Професоре, луѓе го рекоа дека татко ни стоја од тебе не повеќе се запознава со намерите во Скопштинава. Да, точно така. Јас му викав не брзе без Стојане. Има време, па не дошол мошко душа, а тој ќе ми речеше, ако Петре, нека си вид секако што треба. Дечи, знаеме што му си минито. И на вистина. Кога најмалку се надевавме, се случи тоа. А мене ми остави едно писмо. Писмо? Да. Кој ми рече да го отворам во некој поголем момент.
Затоа да одлучам јас кога. Па е, сега е тој момент. Иако јас не знам за кого што пишувам на тебе. Ајде, отвори го. Ајде, читай. Не остане уште многу, а сака ли некој да очика? Читай ти, професоре. Јас Стојан, при чиста свест и морална одговорност, изјавувам дека куќата со целата покуќнина, нивата и целата заштеда во банка му ја оставам на умчета и неговото семејство. Бидејќи во најтешките денови тие ми пружија се што мојот живот го правеше издржлив. Да напоменам, на моите две четки не им оставам ништо. Бидејќи ниту еднаш не ме прашаа, ниту дојдоа да видат дали ми треба нешто. Наумче е должен мојата госпоđа Вера да одгледа поимиджачка. Прајчам големи бакнежи до Кучо и Стефи. Ето, тоа е се, друго нема ништо. Не може тоа. Ајде, дај ми го писмото. Повели, нема да Сестро, ќе кажеш ли што пишува? Ебе, сестро, прочитай го и сама. Само така можеш да поверуваш. Сестро, после сего ова, нам да им е местото тука. Така е кога слепо ги слушавме своите мажи. И кога им велевме да го земеме татко со нас, ке ни речеа ни пари, ни стари. Дека што и да се случи, татко ке ни остави. Но, чекајте, како е тоа нужно? А за 2 дена треба да му служиме задушница од 6 метри на вашиот танко. Ајде сега, редно би било да останете. Има како да можете тука да престиете. Не, ние веќе имаме резервирано карти за нас. Бидејќи така одлучи нашите мажи. Можеме да појдеме, да му запалиме кој на свеќа. А да не сака да ме придужи. Лечичко, Петре, Ќе појде са само. Да,